Спонзорот Цермат ви представува. Промоција на списанието Современи диалози. Повеќе проекции низ Македонија во рамките на патувачкото кино. Кристина Арнаудова го промовираше својот најнов албум во Битола. Во рамки на овогодинешното издание на Битвест беше промовиран и вториот број на списанието Современи диалози, публикација на Македонско научното друштво и Центарот за култура, литература, драмска уметност, филм и издаваштво. Исто така беа доделени и годинешните признанија на истакнати творци во културата во Битола. Владимир Костов е овогодинешен добитник на признанието за животно дело за голем уметнички придонес во афирмација на целокупната македонска литература, драмската уметност и култура. Писателот Петре Димовски и поетот Кире Неделковски се овогодинешни добитници на посебни признанија за висок уметнички придонес во афирмација на целокупната македонска литература и култура. На актерката Сонја Михајлова, која го прославува својот 30 годишен јубилеј во професионалниот театарски живот и беше врачено признанието за висок уметнички придонес во драмската уметност, филмот и културата. Таа одигра многу насловни улоги со кои остави длабоки белези во македонскиот театар. Признанија за посебен придонес во оваа уметност добија и актерите Валентина Грамосли и Петар Мирчевски. Признанието за висок уметнички придонес во афирмацијата на македонската литература и култура му беше доделено на Дениција од Битола. Годинешното признание за серија информации за популаризација на културата на општина Битола и беше доделено на новинарката Анита Шијакова. Патувачкото кино на фестивалот на креативен документарен филм Македокс од 17 до 28 август имаше проекции на 18 документарни филмови во Крушево и во селата Журче, Жван, Единаковци, Слепче, Смилево, Суводол и Кутретино, Сопотница и Слоештица. Со оглед на големата посетеност од локалните жители, патувачкото кино во сите села низ Демир-Хисарскиот регион во кој помина, успеа да ја оствари својата мисија непосредно да влијае во процесот на децентрализација на културата во државата и да овозможи кинопроекции во мали и рурални места. Последната проекција на петтото патувачко кино на Македокс се одржа во селото Слоештица, каде заедно со домаќините од Арт Поинт Гумно учествуваше во реализација на манифестацијата Славење на Пиреот и во прославата на празникот Голема Богородица. Патувачкото кино заврши во родното село на Петра Андреевски, Слоештица. Реалниот живот од приказните на креативните документарни филмови го проектиравме во една нова реалност, откриена на падините на Плаќанска планина. Краткиот филм за Слоештица, звукот на гајдата на Ангел Петковски од Вирово и филмот Карпопатник на Матјаш Иванишин го затворија 8-то издание на киното Под отворено небо. Крајот на патувачкото кино можеби е нов почеток, открива желба да останеме тука, истакнуваат од Македокс. Сликарот Сергеј Андреевски, син на Петре Андреевски, е роден во Слоештица. Иако живее во Скопје, во родната Слоештица успел да создаде нов сопствен пруток, од кој го црпи неопходниот елан на животот. Слоештица е моето чистилиште, тука ги полнам батериите на мојот духовен акумулатор. Тоа исто така е местото од каде потекнуваат моите предци. Тука е собрана целата меморија на моето детство, гробот на татко ми и на неговата книжевна хероина Велика, рече Андреевски. Директорката на фестивалот на креативен документарен филм Македокс, Киријана Николовска, укажува дека во поголем дел од селата во Македонија што ги посетило патувачкото кино во текот на овие 5 години, никогаш немало кинопроекција, а во дел од нив последната проекција била пред 40 години со некој пропаганден филм. Фестивалот на креативен документарен филм Македокс и патувачкото кино се поддржани од Националната фондација за демократија од Вашингтон, амбасадите на САД, Холандија и Шпанија во Скопје, Министерството за култура на Република Македонија и Агенцијата за филм на Република Македонија, градот Скопје и Канцеларијата на ЕУ во Скопје. Во рамките на Битолското културно лето, македонската поп звезда Кристина Арнаудова го промовираше својот долго најавуван трет студиски албум со наслов "Земи ме", заедно со гостите IQ и битолчанецот Филип Тодоровски. Албумот содржи 10 песни и 2 бонус траки. Албум кој сериозно конкурира за најкомплетно и најзрело музичко поп-рок остварување кај нас во последнава деценија. Сесрдната помош од нејзините пријатели во аранжманско-продуцентските зафати на албумот, вокалната поддршка и соработка,
огледана во неколкуте дует песни, преработката "Ако не исчезнам" отпеана со брейк или темата "Сега ми требаш ти" со инструментално вокална поддршка на IQ, односно "Да си мерак" песна со Васил Хаджиманов, како и препознатливите авторски дела на големите регионални рок-н-рол мајстори, како Јасенко Хоура од Прљаво казалиште, заедно со авторските песни на Арна Удова, на албумот му даваат печат на авторска зрелост, несомнен квалитет и доза на романтика. Кристина докажа дека и во овие тешки времиња, особено за нашата домашна забавна музичка естрада, може да се дојде до производ во кој се повеќе од добро спакувани сите авторски белези на една зрела музичка личност.